Почитувани, добар ден. Време е да ја започнеме и оваа црвена линија. Државниот завод за статистика објави просечна плата во ноември 2024 година изнесуваше 41.999 денари или 682 евра. И покрај постојниот раст на платите, Македонија е на дното во Европа и регионот според висината на просечната плата. Во Србија просекот е 842 евра месечно, во Босна и Херцеговина 732 евра, во Црнагора 930 евра, во Хрватска 1366 евра и во Словенија 1514 евра. Во последниве неколку години платите имаат сериозна тенденција на раст, но како резултат на административните мерки за реално да пораснат платите, мора да расте економијата. Работодавачите до неодамна штедеа на работниците, сметајќи дека лесно може да најдат нови. Но сватија дека е тешко да најдат и да задржат добар работник, особено квалификуван. Имаме ли план како до развиена функционална економија? Се цени ли трудот на работникот во Македонија? Ова се централните денешни прашања кои што ќе ги постави до вас црвена линија, но постави веќе и прашање кое што можете да го одговорите како анкетно на Instagram Story. Тоа подразбира веднаш да не заследите, ако не следите и да одговорите на едноставно прашање. Дали би работеле за минимална плата од 22.576 денари? Како што гледате, имате две опции за одговор. Ако вашиот одговор е да, кликнете на ова поле, ако е не, кликнете на полето не. Ке сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите, како и секогаш конкретно на ова издание на Црвена линија. Особено ќе ни биде драго да ви имаме во огромен број, да ја креираме заедно со вас и оваа денешна црвена линија. Секако и во огромен број во очекуваме, доколку не успеете да се вклучите во живо во црвена линија, да учествувате преку коментари и споделување, но најнапред и да не заследите на Facebook профилот ни е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Секако коментарите ќе ги читаме меѓу јавувањата на гледачите. А како до Црвена линија? Се разбира 02-307-005, го вртите нашиот добро познат телефонски број, но и задолжително го намалувате целосно тонот на ТВ приемникот. Ако сте подготвени, време е да почнеме. Добар ден! Добар ден, се слушаме? Да, одлично се слушаме, повелете. За развиена економија, функционално треба да се скрати една нула, како што беше во иднината, па да може некако да се почне од некоја си позитивна нула. Дека трудот на работникот во Македонија не се цени. Истиот труд, што се вложил во странство, дали Германија, Холандија или Белгија, се цени. Имам еден предлог ја. На секои 2 недели да се зема плата. И да се види до каде и што и како иде редот. Тоа е едно мое мислење за да се стави крај на некоја работа. Еве во Хрватска, видете, даваат еден ден никој да не влегува во маркетите. Имате вие прочитано на страницата. Ајде ние да направиме 3 дена да не влегуваме, четврток, петок и сабота. Секоја недела, така месечно. Па да видиме како ќе клекне на колена. И сега едно друго да прашам Тина. Ајде да отвориш една страница за гласање да видиме за водоснабдување по селата, каде што нема вода за пиење. Да видиме колку луѓе ќе ти се јават и што и како. Така, само уште ја ќе ви се јавам порано и кажам пак и за Кучко, да не бидам досаден. Овој мој дозволете така, овој мој градоначелник мува не го лати. 60 викеници немаме вода за пиење во луѓе 21 век. Оставете една страница па да видим. Благодарам, ќе земаме во предвид вашите идеи и предлози, а секако и нема да изоставиме да ве се заблагодариме што дадовте одговори и активно учество во Црвена линија. Останете со нас да слушнеме следните гледачи што ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, имаме ли план, ви се чини, како до развиена функционална економија и дали според вас се цени трудот на работникот во земјава? Прво да ви поставам ја едно прашање.
Дали вие знаете каков поредок имаме во држава? Уопште. Капиталистички, комунистички, што те ја знам. Не ве одговорите, ја да ви ги одзимам секундите. Ја ќе ви кажам, дете, ние имаме капиталистичко, анархистички, робовлателско друштво. Зашто? Капитализам владееме, устари не е капитализам, тоа е робовлателство, што кај може еден работник со една минимална плата може да дојде 4 души. Тоа е као роб да го чува, треба му требаат повеќе пари да даде него работникот што го плаќа. А анархија што е? Нема закон. У државата ни еден закон не владее. Тоа е анархија. Ви се чини ли дека еве конечно ќе се изменат работите, ќе створиме функционална економија со оглед на тоа што губиме работници, особено квалификувани? Дете, една работа да ви кажам ја вас. Кажете вие, дали вие би работеле вие за пара која не може да ја издржите фамилијата дома или да се сами да се издржите дома? Една работа, друга работа. Не може една држава да постои ако не се поштои закон. Најголем непријател на државата тоа се правниците. Тие се луѓе кои уништуваат државата. Чим не се поштои закон, нема држава. Додека не се поштои закон, ние не имаме држава. А како може се поштои закон? Ја ќе ви кажам една работа, ќе ви дам предлог еден. Времето е 90 секунди. Благодарам секако и за учеството и за одговорите. Останете со нас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Има ехо, дали е намален пред се да прашам целосно тонот на телевизија? Ја како што знам дека намален до крај. Одлично. Па еве повелете, ви се чини ли дека имаме план како да развиена функционална економија? Видите, за да развиеме како функционална економија, вчера вртев 3 пати зазвон телефонот не бе поклучен у таа тема вчера, зашто и луѓето бегаат младите. Видите, вие сте телевизијата јавност у држава, и секоја држава. Дали вие можете и сакате, например, да проведете некоја фирма и да направите едно интервју со работниците, дали сте задоволни? Јас работам во една фирма, значи сега ќе останам анонимен, да имате вие работа, а да немате пари, да немате К-15, да немате 13-та плата, а човекот е еден од најбогатите у Македонија. Како го објаснувате, еве, со оглед на тоа што се жалат работодавачите дека нема добри работници? Овие теми, вие што ги правите по телевизија, дали може човек да ве викне у некоја фирма да дојдете да направите интервју со работниците? Значи, или сами да влезете у некоја фирма, еве оваа фирма ќе влезе, луѓето дали зимаат плата редовно, дали зимаат К-15 редовно. Дали работниците ги напуштаат таквите работни места кај што не се почитуваат нивните права? Времето е кратко, завршува. Добро, благодарам секако еве што учествувавте и секако што дадовте одговори еве од ваше лично искуство во што сте биле сведок. Ние продолжуваме понатаму, прашуваме меѓу другото и дали би работеле за минимална плата од 20.576 денари, дали ви се чини дека во земјава се цени трудот на работникот и дали воопшто како земја имаме план за функционална економија. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Како може да се пресметува просечна плата? Некој што зима 100.000 денари, а другиот зима 20.000 динара и да му се пресмета просечна плата. Најголема грешка е тоа што се зимат највисоките плати и најниските и од тоа се изваде просеко. Работата е у тоа што не може некој со 22.000 динара да обстане ако има 4 члено семејство. Затоа луѓето што се у производството бегат од оваа држава како од чума. Одат у странство дека што и се цене трудо. Тука трудо на работниците што работат у производството уопште не се цене. Истата кошничка е и за тај што има 100.000 динара и за тај што зима 20.000 динара плата. Никој цените не ги намалува за тие луѓе што зимат 20.000 динара плати,
кога улезат у самопослугата. За сите цените се исти. Значи, тоа испаѓа дека кога се праве сарма, еден јаде зелка, а другој го јаде месото. Тоа е просечната плата. Треба да се издвојат тие работи, да производството се одделе од администрација. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Останете со нас, а и подсетување секако во однос на темата за која што говориме денес со сите вас. Секако има и наслови на кои што топло препорачуваме да се задржите, но пред се и да кликнете на telma.com.mk. Па еве еден од таквите наслови е и следниот. Ноемвриската нето плата паднала за 135 денари во однос на октомври, но се покачила за 9,5% во однос на ноември 2023 година. Ние во Црвена линија денес ве прашуваме дали воопшто земјава ви се чини дека има план да дојде до развиена функционална економија, ви се чини ли дека доволно се цени трудот на работникот, а меѓу другото она што е реално со кое што се соочува земјата, дека работодавачите до неодамна штедеа на работниците, сметајќи дека лесно може да најдат нови, но таквата пракса покажа дека се почесто губат работници, особено не може да се дојде до кадар кој што е добар, исполнителен и квалификуван. Па еве, има ли надеж до развиена функционална економија? Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Па многу тешко. Се скинаа конците, тие што врзуваја, значи што правеа да се држи економијата на едно ниво. Тие конци ги нема појќе сега, тие батиња што работат во таа економија, тие појќето работат како мучкароши, гледа да украдат или од порезот, од даноците или било како, и на тој начин работат, не работат како што треба. Се богатат за кусо време, после тоа мируваат, па како чека да излези некоја друга шанса, па повторно истата да лавераат. А што се зборува за трудот на работникот е слабо платен, меѓутоа немаме ни доволно квалификовани работници, нема училишта кои што може да ги произведат. Значи, се знае еден за нечија, треба и пракса да помини, и теорија, и сите работи, па да стани вистински за нечија, да може да работи, ајде, не мора да кини со стотка назад, одма, ама за известно време, тој веќе со некоја предзнаење треба веќе да постигне некои резултати. Благодарам секако што споделивте кои се вашите одговори со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме со вклучување. Добар ден. Поштовање госпожа Тина. Многу ни е драго, еве, слободно ќе се изразам што ве слушаме повторно денеска на Црвена линија. До вашата екипа што ме уклучија, поздрав до сите слушатели, гледачи што се јавија во текот на денот. Ова е последна емисија, пошто нема више на ниедно. Мојот став го знаат, ќе речат, овој сега ќе кажат ова. Видете, 33 години работникот е понижен. Кога се одвоевне од Југославија, значи не по наша вина, ми излевне мет и млеко ќе тече. Тоа го користи олигарците. Поточно Бранко и сите тие кога ги крчмеа фабриките. Од тогаш почна трудот на работникот да не се цени. Па 2001 кога стана војна викаме, а не конфликт. Уште појќе удоле. Се поништи правната држава, беззаконието почна да владее, картели почна да владее и олигарците се осоколија, газдите што ги векам ја, и трудот на работникот почна удоле доди. Чаре, јас ќе кажам, решење, ајде чаре, турски збор, решење, не ги бива овие политичари, нека побарат помош од Словенија, некој ќе ме пчуе, нека ме пчуе. Начинот на животот, како функционираат сите министерства во Словенија, ако сакаме напред одиме, вака верувајте, уште долго години ќе тапкаме во место. Јас не сум ни стар ни млад, сум видел нешто. Жал за младиве
За син, за керка, за внуци. Гледаме ние статистика све, се иселуваат млади. Мора начинот на Словенија па да се оправиме. Бидете... Благодарам многу и вам секако за јавувањето во Црвена линија. Време е да прочитаме и коментара онаму од каде што се разбира учествуваат во оваа Црвена линија. Оние кои што не следат на Facebook, заследете не, коментирајте, ке читаме коментари измеѓу јавувања. Почнуваме со коментарот на Маја Наскова, која што напишала: платата од 22.500 треба да биде минато. Зголемување на минималната плата треба да биде најмалку 78%. Денес посетив еден маркет каде што пазарев основни продукти, излегов со 2 торби. Сметката беше 4.300 денари. Што да правиме со 22.500 ако за основни прехранбени продукти кои не можат да издржат ни 10 дена, а сме потрошиле 4.300 денари? Каде се режиските трошоци, каде е гориво, каде е облека, каде се зимувања, летувања? Најниската плата треба да биде колку платата на еден пратеник. Благодарам многу, Маја, што земавте учество во Црвена линија преку коментар на Facebook. Продолжете да не следите, а ние вклучуваме следен гледач или можеби гледачка. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав и до вас. Па види, дали се цени трудот на работникот? Воопшто не се цени трудот на работникот. Значи, функционерите и тие што не се собственици, него се по партиска линија наредени дали у државни фирми, па се и у приватни дури почна да им се мешаат, тие взимаат високи просеци на плати, високи коефициенти и взимаат плати кои се 1500, може 2000 евра у просек. Значи, тие управни и надзорни органи што се у фирмите. А работникот, ако се може да го притисне, уште што е можно, уште повеќе. А може и тоа што го има и тоа да му се земе. Ама тоа е све слабост на работникот, затоа што нема доволно социјална едуцираност, како да кажам, да има познавање на работите, како уствари го експлоатираат газдите, како го експлоатира власта, како сите тие го експлоатираат, за да реши утре чекај да овие мене возат овдека, ме дриблаат, дај ја да ги дриблам нив. Ајде им запрам на патот, да решам. Топ, доста беше сега од сега, топу пари, накој не ти работа. Ми се допаѓа како тоа у Хрватска што го направиле со продавниците, да не идат еден цел ден да купуваат. Така треба и работниците тука да се организираат. И вие се безмилосни, а нема спас. Од овие вакви влади. Благодарам многу и вам за одговорите. И уште еден наслов на кој што препорачуваме да се задржите кога веќе зборуваме за темата. Подсетувам telma.com.mk, кликнете на нашиот сајт и прочитајте многу повеќе за следново. За Сојузот на синдикати на Македонија, всушност е прифатливо минималната плата од 500 евра е прифатлива без големување на придонесите за неа. Всушност, подаваат рака за предлогот за 31.500 денари минимална плата, но без големување на придонесите на платата кој го даде Комората на Северозападна Македонија. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов во топ тема изјави дека со ваков модел на зголемување на минималната плата ќе добијат и работниците, и работодавачите, но и државата. Според вас имаме ли план како доразвиена функционална економија? Ви се чини ли дека доволно се цени трудот на работникот и меѓу другото дали би работеле за минимална плата од 22.576 денари? Добар ден. Добар ден, девојче. Повелете, ве слушаме. Ако сакаме ние на тржиште да се развие нешто тржиште, да речеме Пипер Патров сакаш земи, ако нема конкуренција на тржиште, цената ќе рипа како сака оној производачот што ја прави. Тоа значи сакам да кажам, како може Рек Битола, да речеме, да зима приватна фирма да му копа руда. Таа руда што ќе копат, ќе кошта 3 пати повеќе него што да ги купат они машините и да запуснат работници. Само што ќе ги запуснат работниците, Ома се јавува конкуренција на приватната фирма
која дава на работника некоја плата, да речеме 20, 30, 40. Ако ја како фирма, држава, му давам поголема плата, веќе има конкуренција тука. Ние у држава немаме конкуренција. И држава не може да биде која нема своја индустрија, свој капитал. Како може држава да зима кредит од приватњак? Тоа за мене не е сватливо. Може државата да му помогне на приватњакот да се развие ако треба, а не приватњакот на државата. Значи, ние сме бедна држава. Ние уствари не сме ни држава. Ние сме држава од лопови и што. Како може некој украл милион, 2, 3, 5 и не одговара за ништо, а некој купил 5 кебапчини 5 години затвор. Тоа никако у свет го нема. Само кај нас го има. Работите луѓето се освезат треба. Ова све олигархија што е сега на власт, тоа се све криминалци. Нема ни еден политичар. Ја не видов ни еден политичар. Политичар кој не работи за работникот и за државата, тој не е политичар. Или политичар кој нема визија за 50 години напред. Што ќе прави со таа држава и тој народ, тој не е политичар за мене. Тоа се луѓе, не кажам лигури, да не ги вреđам. Не разбираш? Немојте подобро. Еве, одговорете ми на ова прашање. Ви се чини ли дека се извинувам, ви се чини ли дека работодавачите и веќе почнат да го ценат трудот со оглед на тоа што годините наназад штедеа на работниците? Но они никаков труд не ценат на работниците. Да го ценат трудот на работниците, ќе има сега работници. Една работа, друга работа. У државата дали гледате дека имаме ние саботажа на школство, саботажа на привреза, саботажа на здравство, саботажа на земјоделие. Така, благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ве префрлам на Facebook. Секако пристигаат голем дел коментари, така да и веќе продолжиме со коментарот на Целе Алексов кој што напишал на прашањето се цени ли трудот на работникот во Македонија. Целе напишал не, ако се цени сега ќе си бевме сите во Македонија. Романија и Бугарија се нови жаришта за добро платена работа. Па се цени ли еве според вас доволно трудот на работникот во Македонија и дали имаме план како да развиена функционална економија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, јас се извинувам повторно, пошто беше кратко време сакав да се искажам од претходно. Значи, јас со таа фирма што работам не е да немаме работа, значи ако немате работа, сами ќе си го барате патот. Така, не може никој да ве плаќа без работа. Ние имаме работа и сме ги заслужили тие пари. Во вчерашната тема сакам да се надржам. Од таа фирма 3 фамилии напуштаа роднински поврзани со по 3 деца, тоа се 9 деца. Отидоа за Чешка. Значи, дали би вие заинтересирани, например, некој ако ви сеја на телефон и дадете во таа фирма, да направите. Вие бевте повикани, меѓутоа, кога слушате кој е власник, вие се откажавте. И 3 телевизии се откажаа. Ајде, кажете ми, ви се чини ли, бидејќи велите си заминуваат во други земји, дали работодавачите конечно ќе научат лекцијата да не штедат на добри работници? Добрите се за мене финансиски добри. Тие се поврзани со државата. Тоа е факт. Ги инвестират и едните и другите. И никој ништо не им може. Тоа е факт. Тоа е не е оној криј што држи трафика, па е не на работи, оној за другиот работи. Кратко е времето, поново поздрав. Благодарам, секако ни е драго што и ве се искористивте шансата, тоа е секако дозволено, можеби трет пат ако сакате да се вклучите во црвена линија за нови 90 секунди. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас во црвена линија сте. Дали ќе закрепне економијата во Македонија? Да, ама знаеш ли кога? Кога нема на секои избори да бегаат по 5, по 10 функционери по неколку милиона евра. Едно. Друго, кога ќе престанат газдите да ги малтретираат работниците, нема кај да ги паркираат джиповите во дворовите, не знаат колку станови имат, а не даваат плата колку што треба на работниците. Ќе го осетат тоа и они на својот грб кога ќе останат без работна снага. Без работна рака нема економија. Народот а ствара работникот, а ствара економијата. А ние од време на време остануваме без работна сила, остануваат само старите и оние, да не речам, полуписмени.
со закони, без закони држава. Па шарлюк, како да ви кажам. Ви се чини ли дека еве работодавачите ќе ја научат лекцијата и сега ќе ги вратат работниците, особено оние кои што се добри и високо квалификувани? Да, ќе ја научат лекцијата, али ја по мое мислам дека ќе биде касно. Ќе мора да ги изедначат платите со Западот, па некои од работниците да вратат или овде самите да дадат трошкови да квалификуваат работници, за да можат да ги примат на работа, пошто ќе снема више. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со коментари. Лимон на прашањето се цени ли трудот на работникот во Македонија напишал: треба да се воведе 4-та смена за иста плата. Продолжуваме понатаму, продолжете секако со коментирање на Facebook, ќе читаме коментари измеѓу вклучувањата на гледачи. Добар ден. Добар ден. Се цени ли доволно трудот на работникот, еве? Има ли работникот начин? Трудот воопшто не се цени, немат ни С од слобода. Кој ќе посака за плата? Одма му се врше мобинг и му покажуваат капијата, кога што сакат и колку што сакат, толку ќе си дадат. Ќе работиш дури до 10 до 12 часа, а ќе се осигура на 4 часа. Како јас барлива учера, на 4 сата сум била осигурана и сега пензијата ми е намалена. Не се врше воопшто, не го ферма никој работникот. Гуло, кој го е сапе? Никој. Гуло си е пак гуло, само талка у калта и никако да испадне. Факт е дека, се извинувам, факт е дека земјава се соочува и со одлив на квалитетна, квалификувана работна сила. Работодавачите ќе ја научат ли лекцијата еве од ова? Нема да ја научат. Прибидејќи тоа што му е на нив приватизирано, се му е украдено. Преку ноќ ги купија фабриките, апаш од апаш најгостра и ќе ги редат дома камерите. Благодарам многу и вам за одговорите. Останете со нас и слушнете останатите гледачи што ќе одговарат. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во Црвена линија. Јас би работал и за... Јас сум пензионер, но кога би бил млад, би работал и за тие пари што да правиме, треба нешто да се земе и да се живее. Но јас малку поинако ги гледам работи. Лично сметам дека ако во Македонија работодавачи беа не македонци, работите ќе беа многу подобри. Ќе ви кажам зошто. Кој од македонците го грабна капиталот? Па го грабна миленичината на удба, најголемите копуци го грабнаа, за разлика од другите народности во Македонија. Па тие не знаат што е ни робовладетел, ни феудален, ни капиталист. Едноставно тие се изгубените случаи од удба, им се овозможи да ограбнат капиталот и затоа ќе страда Македонија. Тие немаат гени за љубов кон човек. Благодарам и пријатно. Ви благодариме и ние, покуси од времето кое што ви е предвидено, но сосема јасни во излагањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ајде да дадеме шанса да видиме дали имаме гледач, ако не видиш. Ало. Добар ден. Добар ден, Тинче. Поздрав и до вас. Па еве, се цени ли трудот на работникот во земјава? Да се ценеше трудот на работникот, немаше сите да ги напуштат селата. Стана овој, да ти кажем, како од порано што читаше ние децата, феудалци и робови. Значи, тие работодавачите толку гледат да седани се уработи, а малце се платени. И за тој никој неќе да работи за малце пари. Еве, ја гледам нашето село, толку беше убаво вода, татко ми уведе телефон, струја, состави, нема, остана само двојца човека. Нивите све запустеа, све отидеа, никој неќе џабе да работи. Значи, дали некој ќе се најде да стварно да почне оваа економија да се развива, да се работи, не знам, толку е станало, мислим, ја по мое што гледам, ние толку смо работиле, имале сме све
што смо сакале и сливи, и јабуки, природно, мислим, чувале смо свињи, кокошки, гове... Ама се. Сега тој ништо нема. Ништо. Тоа е само пусто и само гледат кој што да продаде и да бега у странство, но дај Боже да се вратат, да почне да се работи, иако малце овај Македонија. Тешко за младите, ние па старите колку толку преживејамо, али за младите ќе биде многу тешко што бегат во странство, а патат ни, мислим, родителите, куќите се све празни, тинче, значи стварно се иде надоле. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ве префрлам на Фейсбук. Заследете не ве подсетувам и уште веднаш додека траеме секако преку коментар. Имајте активно учество во оваа дискусија каде што денес зборуваме за тоа дали воопшто постои план како доразвиена функционална економија во земјата и дали и колку се цени трудот на работникот. Ке продолжиме со коментарот на Гоце Делчев на прашањето се цени ли трудот на работникот во Македонија, еве што одговорил. Не се цени. Јас работев во Македонска пошта и државно и сам напуштив. А сега сум во Франција и добро се заработува. Али овде си роб, има пари, нема живот. Разликата е тоа што треба да избереш каде сакаш, ако сакаш да имаш повеќе пари и да бидеш роб, ке одиш во странство, ако сакаш да преживуваш со плата, а да имаш слобода и живот, ке си живееш во својата држава. Благодарам, Гоце, што не следите и сега го што преку коментар дадовте удел во денешната дискусија на црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Повелете. Јас ќе почнем со вториот дел од прашањето. Се цени ли трудот на работникот? Прво, значи, самите работодавачи ги избркаа работниците од своите фабрики. Меѓутоа, ако сакат да имаат работници, треба да ги кредитираат, да даваат стипендии, да им обезбедат практична работа и тоа ќе има и квалитетни, значи за тоа ќе биде обврзан тој што ќе учи на тој заед, значи да мора да одработи одреден број на години кај работодавачот. Вториот моментот, првиот да ќе речем, ако сакаме што се вика да економијата да профункционира, прво треба по категории, по занимања, да се одреди работен сат, да не може во едната фирма, да речеме, сатот за истата струка да биде 50 денара, онака во другата да биде 70. Значи, ќе има работен сат кој што ќе се вреднува во цела држава и секој ќе знае која работи, значи ќе знае колку треба да заработи, неговиот труд ќе биде однапред проценет и ќе знае колку ќе има добивка. Се до тога, додека не се направи работен сат, вредност на сатот, ние ќе талкаме и никош нема да имаме ни работници, ни работодавачи и затоа сега бараме работници од странство кои доаѓаат на 3 дена, значи одеде после продолжуваат за Германија, Аустрија и не знам каде. Вака не се работи. Ви благодарам, поздрав. И ние ви велиме големо благодарам за учеството во црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме, во црвена линија сте. Се цени ли трудот на работникот во Македонија? Јас ја вака би сум го поделил на два дела ова прашање. На приватни и државен. У приватниот воопшто не се цени, а у државниот да. Зашто у државниот се цени? У државниот се партиите запослени. ДУИ, СДС и ВМРО. Тие партии све се запослени, си уживаат. Знаеме дека имаме вишок, огромен вишок на администрација. У државните фирми исто имаме огромен вишок. Тие се уживаат кога сакаат, идат на работа, кога сакаат не. И затоа нашите работници бегаат, нашите млади поготово бегаат у странство. Иначе и со оваа партија сега што дојде на власт, ништо ново не очекува. Уште полошо ќе биде за Македонија. Ви се чини ли еве дека работодавачите ќе ја сменат својата политика кон работникот? Само ќе ги соберат парите од Мицковски некој динар што ќе земат, уопште нема да се смени. Нема да се смени уопште, ова чист популизам е. Грабеш 3,25% граѓаните да го плаќаат кредитот, а бизнисмените види мајката 1,95%. Тоа што ќе го земат. Грабеш чист.
Пријатно ти на поздрав голем. Пријатно и вам. Останете сега со нас. Еве уште еден коментар од Фејсбук. Лазар Станоевски напишал: во Македонија трудот на работникот не се цени доволно, што се гледа преку ниските плати и слаба заштита на работничките права. За функционална економија потребни се инвестиции во човечки капитал, иновации, подобри работни услови и борба против корупцијата. Со заеднички напори економскиот развој е возможен. Па функционална развиена економија е возможна ли во земјава? Според вас, драги мои, дали се цени доволно трудот на работникот и дали би работеле за минимална плата од 22.576 денари? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Лелеве од 2 ве добив од 2. Ама не добивте и драго ни. Не добив. Само не ми земај секунди. Сега вака. Способните луѓе треба да се истакнат и да ја поведат државава. Ќе посочам пример. Директорката на УЈАП, ми се чинеше предходната Сања ли, не знам како се викаше. Ја ја викав еднооки, пошто беше покриено едното око. Кога објави 90 милиони евра мрежа на градежни фирми, фиктивни, што не постојат, си враќале данок и си живееле на висока нога. Тие може да водат држава. Тие други мрежи што ги покажува со Панама, со цел свет испреплетени, само да враќаат даноци. Тие способните луѓе, таквите ни требат нас. Ни требат копачи да копат или да орат. Од нив аер нема. Знаете ли дека цела држава е испреплетена на тој начин функционира? Сите овие горе што се во власта, да се им се рапчепкат лево, десно, да се откријат што од каде доаѓат водата. Па ќе се види државава дали може да обстане или не. Нашава држава е најбогато поднебје за развој, за се може, али не може од тие префригани, да не ги наречам арами, вакви, такви, онакви, никакви. Ете, тие го прават проблемот. Го прават проблемот во институт. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Има многу коментари, ве префрлам паралелно и на Фејсбук повторно. Туркан и Биши напишал: во Османлиско не ви чинеше и пак сега не ви чини. Азезов Трајче напишал: може би е најдобро да ја продадеме државава на Илон Маск, па може би ќе не биде тогаш. Имаме ли план како да развиена функционална економија? Се цени ли трудот на работникот во земјава? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Секако вие сте, повелете. Имајте убав ден. Најубав ден и вам. И па сега да ви кажам, има ли план како да развине функционална економија? Како да нема? Фина ако сите плаќаат ДДВ. Еве сега вие кажете ми мене, Златар не плаќа ДДВ, регистриран како занаетчија. Протетичар кој зима по неколку 5, 6, 7, 8 илјади евра за заби, он исто не плаќа ДДВ. Ај објаснете ми го вие со пазарџиите заедно ли се они во иста функција? Значи не може така, не може вакви, тоа е веќе се оди, како да кажам, не оној занаетчија со нешто мал се класичен занаетчија. Значи не можете вие протетичар и Златар да ги стаите во иста функција со некој ајде лимар. Сега тоа ми дојде на памет. Значи еве ти, кога ќе плаќа секој ДДВ, тогаш ќе видите дека ќе има буџет, ќе се цени тогаш трудот, а трудот на работникот да се цени. Па негдека се преценува трудот на работникот, а негдека не. Еве јас пак ќе кажам, имам пред 10 години и више, младо дете се врати од Америка, работи за америчка фирма, тука женет, фамилија и све. Знаете колку има такви случаи, меѓутоа тоа уопште не се, не знам, не ги кажуват. А иначе ние не може да имаме развој затоа што кај нас немаме ние влада, кај нас стопанствениците ја водат државата. Ние имаме влада во сенка. Кога тебе некој милионер тука ќе ти поставува што, како да правиш, што сакаш, како ќе имаш. Благодарам многу за одговорите. Денчо Митревски на Фејсбук напишал: работам во МТСП детска градинка, 37 години имам. Имам 29.000 денари плата, од кои 7.500 на стаж, значи плата помалку од минималецот. Каде да се оди? Хаос и катастрофа во оазата на мирот и марихуаната.
Секако, јас ќе ве замолам, колку и да сте револтирани или едноставно сакате на таков начин да коментирате, изоставете ги, ве молам, и на Facebook погрдните зборови кои што алудираат на насилство и омраза, за да можеме, нели, да ги прочитаме во програма коментарите. Ке се заблагодариме на Денчо што зема активно учество во Црвена линија, а продолжуваме понатаму со вклучување. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Повелете. Па вака, трудот на работникот никаде не е ценет и не е платен соодветно. Еве ќе ви кажам ја нешто што се случува. Просто јас сум пензионер, меѓутоа се осеќам као дискриминиран. Пензионерот полиција има ефективен стаж 25 години и уште 15 години зима бенефициран. И пазите, сите во полиција, сите, дали е на шалтер, дали е на терен, дали е секретарка или дактилографка, сега немаме такви на компјутер, сите имаат бенефициран стаж. Екс-министерката за одбрана, како се викаше, не се сеќам, им даде на сите воени пензионери 15 плати при заминување во пензија. На 44 на 45 години одат во пензија. Зарем, не сме ние другите дискриминирани? Тој закон подхитно треба да се менја и да се укине. Ова е чиста дискриминација. Не знам што да кажам. Како работник во индустрија зима минимален личен доход или 30.000, 40. Платата му касни. Благодарам многу за јавувањето. Внимавајте, тајмерот е наместен на 90 секунди, толку е време траењето на едно јавување. Ајде повторно на Facebook. Ве има многу и драго ни е дека коментирате и активно учествувате во Црвена линија. Грозде Давчевска напишала: се додека еден работник заменува 3 работни позиции, а зема една плата, и си кјутиме и велиме има и полошо, ке нема да не биде. Трудот на работникот се цени тогаш кога ќе си замине за жал, а со платата можеш убаво да си се опуштиш една недела. Благодарам многу и вам, Грозде, што преку коментар дадовте удел во денешната Црвена линија. Добар ден! Добар ден, Тенче. Добар ден, баба Роска. Па се цени ли според вас трудот на работникот во земјава? Па не се цени, точно е тоа, ама јас едно ќе кажам. Многу поубав живот имаме овде у Македонија него у странство. У странство се измиќари. На 3 месеца 4 трчат за да стане некој дина да донесат навака. А ние со помалку поубаво поминуваме. Само да си искоренат овие што крадат, да не крадат веќе и да им се земе тоа што се украде и да се вратат од странство и друг пат сум го кажала и бидеме посилни да истераме тоа и да се оправат, да видите колку поубаво ќе биде у Македонија. Па што сакаме, Морицинче, цело зимо празници славеме. Цело зимо. Па од каде, Морицинче, ќе имаме ние приход? Згради се градат по нивите од Волко, од Ѓорче до Орман, кај што живеам сега. Зграда до зграда е. Веќе се составивме. И па што ќе јадеме, се од странство ли ќе јадеме? Доста со тај гражба више, нека е прекинат веќе. Тоа може, што друго да кажам, не знам. Па еве, мислите ли дека работодавачите ќе почнат да го ценат трудот за да нема одлив на квалификуван и квалитетен кадар? Док нема. Благодарам многу, баба Роска, за вклучувањето. Наташа Игеска на Facebook напишала: здраво, Тина, поздрав до тебе лично и до телевизија Телма. Благодарам многу за поздравот, Наташа. Во однос на темата, еве што одговорила.
Во Македонија ни работникот, ни трудот не се ценат ни од страна на народот, ни од страна на функционерите. Затоа државата масовно се празни. На народот битно им е кој ќе биде на власт, не им е битно масовно како газди во државава да владее правото и правдата рамноправно за сите, а не селективно. Поздрав, благодарам Наташа и вам за коментарот и секако за учеството. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчо, се цени ли трудот на работникот во Македонија? Па да се цени немаше да дојдеме. Додека само извини, прво да им го честитам на нашите избрани функционери и покачувањето на платата од 50 до 100 евра. Со здравија си ги трошат. А народот нека се расправа кој зашто како земал плати и бенефиции. Битно е да функционерите ќе земат. Не се цени, ти кажам право, затоа е крив работникот, затоа што работи на копче, да ти кажам право. Кога им требаат на политичарите се бунтуваат, кога не им требаат, после зборат, ама никој не ги слуша. Ајде да те прашам, кај се медицинските работници што се бунеа пред изборите околу нивните договори за дело? Нигде ги нема. Ама знаеш каде е нивниот синдикалец? Стана советник нека таму околу владата. Тоа е основниот проблем во државата, поделеноста. Дали ме разбираш? Тоа е поделеноста на... Иначе, кој зашто како земал бенефиции, би требало некој да прочита ги убаво законите, да знае што е лекс специалис. Значи, лекс специалис закон, тоа е за после. Иначе, дека е реагирано за таа појава, е реагирано. Но проблемот е сепак во функционерите и во министрите, не е во работниците. Толку пријатно. Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Ке потсетиме дека работодавачите доде неодамна штедеа на работниците, сметајќи дека лесно можат да најдат нови. Но сватија дека е тешко да најдат и да задржат пред се добар работник и особено квалификуван. Па се цени ли доволно трудот на работникот во земјава? Добар ден. Добар ден. Добре, јас ќе прочитам повторно коментар. Ќе продолжиме со коментарот на Зезов Трајча, го прочитавме. Еве вака, Лазар Стануевски. Да, Зоран Милевски вели, кога би се откажале функционерите од патни трошоци и парите се додадат на платите на работниците, колку толку ќе се види разлика на подобро. А Валерио Смилков едноставно одговорил со не на прашањето се цени ли трудот на работникот во Македонија. Благодарам и на Зоран и на Валерио за одговорите. И ете, дојде времето да видиме како одговорија на Инстаграм оние кои што не следат. Ако не следите, секако веднаш сторете го тоа. На денешната анкета, еве ги резултатите на прашањето дали би работеле за минималната плата од 22.576 денари. Со да одговорија 11%, а со не одговорија 89%. Драги мои, одиме со реклами, а потоа се гледаме повторно во студио. Благодарам многу секако за креирањето на ова издание на Црвена линија. Сепак Црвена линија концептот е да се слушнете токму вие, не само како гледачи, туку како граѓани на оваа земја. А како гледачи и верувам уживатели во добра музика и добра забава, се знае, сега ќе ве прифрлам кај моите комши. Многу се убави, видете какви се како близнаци еднојајчани. Близнаци? Така е. Тоа ни беше и целта. Па не знам, може да направиме анкета во Црвена линија. Дали водителката на Црвена линија заврти на Тилма, да си ја подзаврти косата, па да ви се приклучам вака да бидам пуци. Тука ќе бидеме тројка. Тројка, па тројка сме. Тројка пуци. Тројка пуци. Како и да е, ќе бидете во добро друштво. друштво. Битно бојата имаме сите тројца, уште фризуривате ги ута начин. И не гориме на сонце, не гориме на сонце. Не знам кате ми е сонце. Не гориме. Не. Не гориме. Не, темето не. Темето не.